Што поблиску до непријателот, помалку гинење. Глава 19. Персиската војска, залогорена на широката рамница кај Соха, мрзливо се излежуваше, не покажувајќи никакви знаци на нестрпливост што не доаѓа Александар со македонците. Секој војник беше уверен дека до борба нема да дојде, зашто персиската војска по број беше 10 пати појака. Кој ќе се осуди да стапи во борба со нас? Само лудаци. Ниеден македонец нема да излезе од Азија. Александар ќе го фатиме и ќе го затвориме во кафес, а неговите генерали ќе ги натераме да го носат. Така зборуваа сатрапите. Но Дарија беше нестрплив. Ако не дојде тој, ќе поидеме ние на него, рече. Зашто може да се случи неказне да ни помогне и преку Хелеспон да замине во Тракија. Александар нема да помогне, забележа Аминта. Ќе дојде и ќе не нападне. Сатрапите прснаа во снеја. Се насмеа и Дарија. Не, рече царот, ќе одиме да го побараме. Рече си 3 месеци престојуваме овде. Војската се излежува и ја фаќа мрза. Не одиме од овде, царе, со молежлив глас рече Аминта. На оваа рамнина можеме да развиваме боен ред и докрај да го истепаме непријателот. Александар има само 40.000 луѓе, а ние имаме само коњаници колку 100.000. А 5 пати по толку пешаци, потврли спитамен. Да го дочекаме непријателот овде, викна Аминта. Ќе го проголтаме на оваа рамнина. Македонецот намерно го наведува царот на колебање, за да му даде можност на Александар да побегне, шкртна со завите Датрофен. Така изгледа, пофрли Сабак, сатрап на Египет. Нашиот цар е непобедив и го брка непријателот дека не го уништи. Ќе го бркаме непријателот, извикаа другите борци, Бубак, Атризај, Арзам, Реомитро, Спитамен и Датрофен. Вакви слични разговори се водеа секој ден во Дариевиот логор. Александар, откако ги зазеде градовите Сол и Мал, се задржа во вториот за да се одмори војската од долгиот пат. Приготвувајќи се да премине во Киликија, дозна од шпионите дека Дариевиот логор уште се наоѓа на рамнината кај Соха. Загрижен, веднаш ги поведа своите соработници на советување. Откако им соопшти на какво неповолно место треба да се борат, почна да ги гледа сите, очекувајќи што ќе кажат. Но старите војници, не двоумејќи се ни еден момент, извикаа да ги води во борба. Така е, македонци, во борба, викна кралот. Утредента тој ја поведе целата војска, помина ни за сирските клисори и го постави логорот кај градот Миријандар. Дарие, по наговор на сатрапите, ја напушти рамнината кај Соха, згодна за конјичка борба. Персиската војска го крена логорот и тргна право во клисурата. Огромната колона војници, скриена од ридовите, обрастени од секогаш со густа шума, стаса до Иса точно зад грбот на Александар. Така стоја двете војски одвоени со ридови и не знаејќи една за друга. Едно воено бродче, пловејќи по морето околу заливот и малите пристаништа, се укотви на едно место засолнато со карпи, кои како испуст висеа над морето. Во бродчето беа македонските војници од гардата кралска придружба. Нив Александар еден ден порано ги испрати да крстосуваат околу Иса од лагуна на лагуна и да посматраат. Екипажот од бродот ја догледа персиската војска, како со еден дел влегува во клисурата, а со другиот го зазема просторот меѓу ридот и морскиот брег. Македонците веднаш го напуштија бродчето, истрчаа кај Александар и му јавија каде се наоѓа Дариевата војска. Кралот, откако ги собра околу себе своите војници, се качи на една карпа и проговори. Македонци, тесалци, илири, тракици, пеоњани, аргивци и елини, сметам дека вашата храброст не треба да се потикнува. Му докажавте вие на царот Дарија и на неговите сатрапи каква војска сте. Нив ги има многу повеќе од нас, но предноста е на наша страна, зашто во оваа борба ќе се борат победници против победени. Сите гледате дека бесмртните богови се на наша страна. Кога го наведоа непријателот да ја напушти широката рамнина и со толкова војска да влезе во клисурата. Македонските војници за нас воените работи се занаед што сте го наследиле од своите предци и наполно сте го усовршиле. За вас нема тешкоти и пречки, зашто вас ве води во одушевување и гордоста на слободните луѓе. Вие денеска ќе се борите против војници и робови, кои само знаат да ја сакаат својата земја пред својот цар.
Не треба да спомнувам колкава ќе ви биде наградата која ќе победите, зашто овде не се борите против сатрапите и неколку десетини илјади мекушести персијанци и ефтино купени наемници. Ќе се борите против царот и јадрото на персиската војска. По победата, единствено што треба да направите е да ја заземете цела Азија. Никој нема да ви застане на патот. Ви зборувам вас како еднаков на еднакви, зашто ни јас во досегашните борби не се плашев од опасности. Ке се бориме како што им прилега на војници што победувале секогаш. Така Александар ја охрабруваше својата војска, стоејќи на каменот, а офицерите, приоѓајќи еден по еден, му ја подаваа раката и возбудени, со вжарени очи му ветуваа дека ќе се борат до последен. Растурени по карпите и падините на клисурата, војниците чувани од јаки стражи ја преспаа ноќта. Утредента, во зората сите се спуштија на патот и набрзо низ клисурата се отекна долга враволица од пешаци и коњаници. Но бидејќи патот стануваше се поширок и македонците се развиваа во своите редови. Еден поголем одред под воство на Пармениум се сврте кон морето, друг удри преку ридот, одејќи напред во главнината. На поширокиот простор Александар го постави бојниот ред. Кон планинската коса се поставија пешаците од гардата кралска придружба и штитоносците под командата на Никанор, а покрај нив кеновите и пердиковите одреди. На левото крило беа четите што ги предводе Аминта, Мелеагар и Птоломи. Заповедникот на целото лево крило Парменион доби наредба за ништо живо да не го напешта морскиот брег, зашто непријателот со своето множество сигурно ќе се обиде да се собере. Дарие, известен дека македонската војска тргнала кон неговиот логор, веднаш префрли преку реката Пинара 30.000 коњаници и 20.000 пешаци, за да ги растовари својот боен ред. 30.000 елински наемници ги испрати напред први да ги примат ударите на непријателот. Зад нив одеа 60.000 тешко вооружени персијанци. По шумите против македонското денско крило беа поставени околу 20.000 пешаци. Преостанатата Дариева војска се наоѓаше зад борбениот ред по планинските котлини и дупки. Александар застана на чело на конјичките чети, составени од македонци и тесалци. Кога виде Дарија дека неговата војска е некако сместена во боен ред, даде знак со труба да се вратат коњаниците што преминаа преку реката Пинара. Еден дел од коњицата задржа покрај себе, а другите ги испрати кон морето на македонското лево крило. Но на острото Александрово око не му се извлече ни таа маневра. Откако виде дека главнината на непријателската коњица се упати против Пармениона, на левото крило веднаш ги испрати сите тесалски коњици невидливо да протрчаат зад фалангата. Итриот војсководител исто така забележа дека зад грбот на десното крило во планината стојат маса непријателски пешаци. Против нив направи одделен борбен ред под команда на Антиох и Арист од пионјанските стрелци. Еден одред коњаници под водството на Атал се приближи на дофат на стрелите од непријателот. Така разделеното десно крило го впери со еден крик кон Дарие под водството на Александара со другиот кон персијанците, кои имаа намера да извршат напад одзади. Главнината на Дариевата војска беше на другиот брег на реката Пинара. Поставувајќи ги своите варвари на стрмниот брег, царот чекаше да биде нападнат. Александар ги поведе своите чети и небрзајќи стигна на дофат на непријателот. Кралот јаваше напред пред сите и ги бодреше своите луѓе. Само напред и храбро, зборуваше. Не плашете се што сме малку. Секој меч денеска, ако биде убоит, непријателот ќе се заглави во оваа клисура. Небрзајќи, бојниот ред се приближуваше кон реката. Стасувајќи на дофат на стрелите, македонците за момент застанаа изненадени. На другиот брег, конј до конј, пешак до пешак, густо како четка се покрива секој дел од земјата. Кога што го зафаќаше котлината, се беше притиснала персиска войска. Коњите се стискаа и препнуваа, заканувајќи се секој момент да ги фрлат јавачите и да направат турканица. Во средината на непрегледната грамада се наоѓаше царот Дарие на својата кола, обколена со сатрапи и најистакнати персиски јунаци. Дарие, по примерот на најстарите персиски владетели, мораше да биде за време на борбата во средината на бојниот ред и со своето јуноштво да им даде пример на другите војници.
Кога почнаа по македонските војници да плискаат стрели, Александар, за да го избегне нивното убиствено дејство, викна со цел глас: "Напред, македонци, што поблиску до непријателот, помалку гинење." Откако го рече тоа, го втера конјот во реката. Другите војници, шибајќи ги коњите до крв, толку брзо загазија што за момент се најдоа на другиот брег надвор од дометот на стрелите. Персидските војници, изненадени од толкавата смелост, почнаа да се стискаат на брегот. Меѓутоа, секој македонски војник, не обзирајќи се да види дали доаѓа некој зад него, како што излегуваше од конјот реката, така насилно јоришеше во групата непријателски коњаници. Александар како луд пробиваше пат за себе и за другите. Неговата придружба, не сакајќи да се осрамоти пред кралот и потикната од националната гордост, сета до еден се кренаа на непријателот. Персијанците, гледајќи ги пред себе страшните борци, почнаа да отстапуваат и туркајќи се го расипаа на неколку места бојниот ред. Сепак македонската фаланга се разречуваше, зашто многу војници, наидувајќи на стрмниот брег, не можеа да се извлечат од реката. Елинските наемници, кога ги видоа разредените македонци, тргнаа со сета жестина да му помогнат на Дарие. Елините со сета сила се трудеа да го потиснат непријателот во реката, зашто видоа дека персијанците пред Александар почнаа да бегаат. Така се разви страшна борба во која се тепаа борец со борец. И едните и другите, налутени, се бореа до последниот здив. Во таа борба загина Птоломеј, синот Селиуков, борејќи се јуначки. Покрај него паднаа околу 120 истакнати македонци војници. На десното крило македонците ги потеснуваа персијанците. Гонејќи ги пред себе, тие ги здогледаа елинските наемници како успешно ги толчат нивните што беа веќе стасани до реката. Откако ги напуштија персијанците, овие војници утрија со сета жестина на елинските наемници и ги опколија. Тогаш на тоа место почна борба до уништување. Македонците жестоко ги мразеа Дариевите наемници и немилосредно ги убиваа. Сепак неколку стотини елини успеа да го пробијат обрачот што ги стегаше. Тие побегнаа и се измешаа со персијанците кои веќе во неред отстапуваа. Тесалските коњаници не ја преминуваа реката Пинар, зашто не сакаа да го зголемат метежот кај своите. Персиските коњаници, поставени против нив од другата страна на реката, кога видоа дека се тројно повеќе од непријателот, се втурнаа сите во водата и откако излегоа на брегот почнаа борба. Двете нееднакни коњаници силно се судрија. Мечевите се вкрстуваа и со тресот паѓаа на оклопите и шлемовите. Копјата се забиваа меѓу коњските ребра. Тука се тепаше сатрапот Датофрен, не помислувајќи да отстапи. Меѓутоа, борбата полека се пренесе на реката и многу коњи, газејќи по водата, почнаа да се препињаат и да ги соборуваат од себе војниците. Ако персијанците на сите места покажаа такво јунаштво, ниеден македонец не ќе излезеше жив од клисурата. Александар, тепајќи се во центарот, продираше се подлабоко во персиските редови и најпосле стаса до Дарие. За момент двајцата владетели се погледнаа и ги скрстија мечевите. Меѓутоа, персијанците, потиснувани и толчени, ги фати толкав страв што како стадо почнаа да бегаат. Групата го повлече и Дарие. Коњите впрегнати во колата, исплачени се втурнаа најнапред настрана, а потоа ги понесе реката од бегалци низ клисурата. Коњаниците околу Детафрена видеа дека царот бега, ја напуштија борбата и тие му ги свртија плеките на противникот. Така се создаде општо бегање. Персиските коњи, носејќи на себе тешко вооружени војници, бревтаа од замор, соборуваа едни други и газеа преку тие што паѓаа. Бркани од општиот страв, персиските војници се бореа и колеа меѓу себе и повеќето загинаа борејќи се за пат, отколку од оружјето на македонските војници. Додека беше добар теренот, Дарија бегаше на колата, но кога најде на нерамнини и камења, ја напушти колата и се фрли на коњот што му го приведоа. Александар бргу го бркаше, но бидејќи веќе се спушти мрак, а царот прилично се оддалечи и се откаже од натамошното бркање. Враќајќи се, кралот ја зеде Дариевата кола на која беше царскиот кафтан, штит и лак и се врати кај своите. Во еден теснес покрај реката, изненадени од чудо, стоеја македонските војници и гледаа наоколу, не можејќи нигде да видат гола земја, зашто сета беше покриено со лешевите на персиските војници. Од персијанците во борбата загинаа 5 сатрапи, отколку 100.000 пешаци и 10.000 коњаници. Беше освоен и Дариевиот логор.
Меѓу заробените беше мајката на царот, жената, две декерки и синчето од 6 години. Другите персијанци своите жени навреме пред борбата ги испратија во Дамаск. Меѓутоа, во персискиот логор беа запленити се на се околу 3000 таланти, зашто Дарија порано ги испратил сите драгоценности во Дамаск. Утредента Александар, макар што ранет во бедрото со меч, нареди свечено со почести да се закопаат паднатите македонци и сојузници, потоа ги посети ранетите и го награди со пари секој војник кој се истакнал во борбата на било каков начин. Исто така му посвети доволно внимание на заробеното семејство на Дарија. Кажувајќи им на жените почит, им ја остави целата послуга што ја имале порано и им определи достаточно количество пари за трошење. Дарија со 4000 војници бегаше кон реката Еуфрат, а Аминта, синот Антиохов, со неколку истакнати соработници на царот и со 8000 наемници, се префрли во Феникија. Тука најде бродови и побегна на Кипар. Александар го постави Менона за сатрап во Сирија, а потоа тргна со војската во Феникија. Тука без отпор му се предадоа градовите Арат и Марат, а сатрапот Стратон, откако му стави на главата златна круна, го прогласи за крал на Феникија. Во меѓувреме му стаса писмо од царот Дарија. Неколкуте пратеници, персијанци, паднаа ничком пред нозете на кралот и не сакаа да станат се додека не им подвикна тој. Дарија го молеше Александар да му го пушти на слобода неговото семејство, мајка му, жена му и децата. Царот пишуваше: Твојот татко Филип му беше пријател на Артасеркс, но тоа не му пречеше на неговиот син Арс да го смета за непријател. Ти во славата и среќата го наследи својот татко. Откако стана крал на Македонија, ниедно пратеништво не си испратил во Персија со мене, ако сакаш за тоа да се преговара. Влезе во Азија и им направи многу несреќи на персијанците. Сосема е природно што со војската тргнав на тебе, зашто и боговите и луѓето гледаат дека бев принуден да ја бранам земјата што ми останала од дедовците. Меѓутоа, борбата се сврши на моја штета, сигурно по желба на некое злосторно божество. Тоа сега не може да се поправи, но те молам да ми ги вратиш моето семејство што го зароби и да бидеш благ кон пратениците што ти ги праќа. Александар веднаш му одговори: Кралу Дарија, го добив твоето писмо, го прочитав и го разбрав. На него ти праќам одговор. Вистина е дека мојот татко Филип беше во пријателство со Артаксеркс и Арс, и тоа пријателство траеше се додека персиските сатрапи не почнаа преку Бизант да му испраќаат помош на градот Перин, што го окупира мојот татко. Ми изгледа дека си заборавиш да го споменеш тоа во своето писмо. Но патем ќе се сетиш уште и на тоа дека ти и египјанецот Багон ги отревте и Атраксеса и Арса и ти го грабна персискиот престол, макар што знаеше дека на тоа има поголемо право Бистин. Добар мојот цар, пишуваше натаму Александар, сети се дека потешкото убиство на кралот Филип во Персија имаше народна веселба што потекна од твојот двор и дека твоите сатрапи се фалија отимале видено учество во тоа убиство како да го подкупиле тие убиецот. Ти им праќаше пари на спартанците и на атињаните да војуваат против мене. Лакедемонците ги зедоа парите, но не презедоа ништо. Атињаните ги отераа по ѓаволите твоите пратеници, не сакајќи да земат ништо. Тие не го поднесуваа мојот татко, не ме поднесуваат ни мене, но сметам дека ни ти не можеш да се пофулиш од и на атињаните си им застанал во срцето. Твоите предци, персиските цареви, влегоа во Еладе и Македонија, макар што никој не им даде повод за тоа. Најнапред нагрна со војската Дарија, а потоа Иксеркс. Мојот татко на собранието во Коринт беше избран за заповедник на сите елени. По неговата смрт избран сум јас, а јас сум тој што треба да ги одмазди сите елини, а одмаздата за своите предци треба да ја примиш ти. Ете зошто влегов во Азија и го нападнав твоето царство. Во првата борба ги победив твоите сатрапи, а во втората тебе. Бидејќи сега јас сум господар на Азија, дојди во мојов логор да ме молиш и да измолиш милост да ти го пуштам на слобода твоето семејство. Ако ти текне пак да ми пишуваш, пиши ми како на свој господар, а никако како рамен на рамен. Ако не го направиш тоа, ќе постапам со тебе како со подчинет што се осмелил да го навреди својот господар. Во случај да не ме признаваш за владател на Азија, собери нова војска и излези уште еднаш на Мегда.